А ако човек гледа еден извонеден странски филм, веројатно ќе се фокусира на преводите на дното од екранот. Логично. Ке го впива секој изговорен збор, ке ги следи диалозите. Но што ако екранот е целосно исклучен? Само црнила, нели? Точно, само црнила. Се слуша тонот на гласот, се чита текстот, но се пропушта експлозијата во позадината. Се пропушта суптилниот поглед меѓу актерите. Не се гледаат солзите. Апсолутно. И ако звучи абсурдно, токму вака повеќето луѓе се снаоѓаат низ човечката комуникација секој ден. Луѓето се целосно обседнати со преводите, со изговорените зборови. Па тоа е многу прецизна слика за тоа како функционира модерниот свет. Значи, ние се држиме до зборовите, бидејќи тие ни изгледаат конкретни, како некоја видлива рентгенска снимка на човечката мисла. Да, сакаме да веруваме дека ако некој каже нешто, тоа е целата вистина. Токму так. Но реалноста е дека на таа вербална снимка и недостасува мекото ткиво, пулсот, вистинскиот живот на интеракцијата. Зборовите пренесуваат информации, но телото ги пренесува емоциите и вистинските намери. Океј, вака сега, ајде да го разглобиме ова од самиот почеток, во оваа наша длабинска анализа. Денешните извори, ексцерптите од култната книга на Алан и Барбара Пиз, имаат една јасна мисија. Да го вклучат тој изгаснат екран. Точно. Да ги дешифрираат овие невербални сигнали. Да разбереме зошто она што го гледаме е многу поважно од она што го слушаме. Но пред да навлеземе во конкретните гестови, каде започнува сето ова? Кој е историскиот контекст? За да го разбереме ова, мора да се вратиме многу назад. Во времето пред воопшто да постојат зборовите. Говорот, мислам вербалната комуникација, е всушност релативно нов додаток во еволуцијата. Колку нов? Па хоминидите почнале да развиваат способност за некаков примитивен говор пред околу 2 милиони години. Но јазикот какав што го знаеме се формирал дури пред околу 500.000 години. Чегај, што значи дека пред тие 500.000 години нашите предци немале речник за да кажат внимавај доаѓа лав? Немале. Со милиони години држењето на телото, суптилните гестови, изразите на лицето и звуците од грлото биле апсолутно се. Тоа бил единствениот систем за преживување. Да, за преживување, за доминација, за соработка. И таа еволутивна историја не исчезнала само затоа што сме измислиле граматика. Значи, тој древен систем се уште управува со нашиот биолошки хардвер денес. Апсолутно. Истражувачите често ги наведуваат бројките на Алберт Мерабијан и Реј Брдвистел. Брдвистел проценил дека во една комуникација лице в лице, зборовите сочинуваат помалку од 35% од пораката. Помалку од 35%. Леле, значи повеќе од половина од секој разговор поминува во тишина преку движења. Да, а според Мерабијан, кога станува збор за пренесување чувства, вербалниот дел паѓа дури на само 7%. 7. Тоа е стварно малку. Околу 38% е вокален дел, тонот на гласот, нели? А цели 55% е чиста невербална комуникација. Се разбира, овие бројки често се вадат од контекст. Не значи дека можеме да гледаме филм на кинески без превод и да разбереме се. Точно, но клучниот заклучок е овој. Кога зборовите и говорот на телото се во конфликт, човечкиот мозок секогаш му верува на телото. Искрено, ако повеќе од половина од информацијата е скриена во невербалниот домен, тогаш лицето кое знае како да го чита, има огромна предност во животот. Нефер предност, би рекла? Да. И ова природно не води кон една неверојатна приказна од нашите извори. Почетоците на самиот автор, Алан Пиз. Делот со сунгерите. Баш тоа. На само 11 години тој продавал гумени сунгери од врата на врата по куќите. Значи, продажбата од врата на врата е веројатно најсуровата, но и најефикасната лабораторија за учење психологија, поготово за дете. Дефинитивно. Изворите велат дека тој многу брзо сватил еден трик. Забележал дека ако почука на врата и собственикот му каже грубо «губи се», но при тоа рацете му се отворени и дланките видливи, знаел дека е безбедно. Да, знаел дека е сосема безбедно да продолжи да нуди сунгери. Тие звучеле одбивно, но тој гледал дека физички не се агресивни. Она што е фасцинантно овде
е дека тој несвесно ги читал исконските човечки сигнали за закана и подчинетост. Алан реагирал на биолошката вистина. Отворената дланка е еволутивно бело знаме. Значи, мозокот на тој човек не бил во режим на напад, Точно. И покрај грубите зборови. а обратната ситуација била уште поважна за него. Ако некој ја отворел вратата и со фин тивоп глас му кажал «Не, благодарам», а притоа покажувал кон него со прст или имал затворена тупаница, Тогаш знаел дека е време за бегство. време за итно бегство. Зборовите биле пријатни, но телото било подготвено за напад. Ова е класичен судир. Луѓето можат свесно да ги изберат зборовите, но многу е тешко да се контролира лимбичкиот систем во мозокот кој ги диктира инстинктите. Тупаницата открива потисната агресија. И резултатите од оваа негова вештина се луди. Уште како тинејгер, продавајќи тенџериња, заработил за прва недвижнина. Дури во дискотека ја користил вештината за да предвиди која девојка ќе прифати танц. Пред воопшто да и прииде. Да. А на 20 години се вработил во продажба на животно осигурување и се квалификувал за клубот на милионери. Уште во првата година. Затоа што докака другите се подпирале на зборови, тој драдел инстантна невербална доверба. Но ако еден 11-годишник можел да го забележи ова, зошто повеќето возрастни луѓе се целосно слепи за овие физички знаци во секојдневниот живот? Па тоа е парадоксот на нашата модерна едукација. Ние сме обучени да бидеме хиперфокусирани на вербалниот канал. На училиште научат граматика, научат да слушаме. Значи, визуелното процесирање се потиснува? Точно, се потиснува во подсвеста. Но тие сигнали никогаш не исчезнуваат, особено оние од еден од најважните, а најмалку забележани делови од телото, дланката. Дланката? Искрено, звучи малку банално. Тоа е само обичен дел од телото што го користиме за да фатиме чаша. Може би изгледа банално, но влијанието е огромно. Низ историјата, отворената дланка значела една животоспасувачка работа, не крием оружје. Тоа е универзален знак за вистина и покорност. Баш тако што кучето го покажува грлото, човекот ги покажува дланките. Значи, затоа во судниците се дава заклетва со отворена дланка, или кога некој се извинува ги крева рацете. Да, тоа е биолошки механизам кој му сигнализира на тугиот мозок дека немаме скриени намери. Еве каде станува навистина интересно во изворите. Авторите направиле експеримент со публиката. Зеле 8 предавачи и им дале задача да го одржат истото 10-минутно предавање. Истиот текст пред различна публика. Се исто, само гестовите со рацете биле различни. Што покажале бројките овде? Кога предавачите го користеле гестот со дланката свртена нагоре, оној отворен гест, добиле позитивни реакции од дури 84% од публиката. 84%? Тоа е огромно. А што се случило кога дланката била свртната надолу? Позитивните реакции паднале на само 52%. Гестот со дланката надолу биолошки сигнализира авторитет, па дури суптилна закана. Тоа му кажува на мозокот, јас сум главен. Баш така. Замислете полицаец кога ве запира. Секогаш ја користи дланката надолу или нанапред, никогаш отворена нагоре како да моли. А изворите откриваат и трета варијанта. Покажување со прст кон публиката. Со кажи прстот. И тука реакциите се урнале на само 28%. Катастрофа. Да. Изворите бележат дека некои луѓе дури и го напуштиле предавањето што биле иритирани. Како е можно еден обичен прст да предизвика такво нешто? Затоа што покажувањето со кажи прст не е само гест за нашиот мозок. Тоа е символична форма на физички напад. Како да бодеш некого со невидливо копје. Точно. Амигдалата, центалот за страв во мозокот, веднаш се активира. Во некои култури, како во Малезија, например, тоа се смета за тешка навреда и се користи само за животни. Леле, стварно, само за животни? Да, за луѓе користат палец. Ова докажува дека еден мал гест може драстично да го промени приемот на истите изговорени зборови. Ова ме тера на размислување. Ако дланките имаат толкава моќ, луѓето сигурно би требало да бидат исклучително свесни за сопствените тела. Би требало, да. Но, изволите ја разбиваат оваа илузија. Излегува дека луѓето страдаат од фундаментално непознавање на сопственото тело.
Невролозите го нарекуваат тоа физичко слепило. Ние живееме во нашите глави и ги управуваме овие физички возила цел ден, но ретко кој знае како изгледа однадвор. Има една позната изрека, го знам како својата дланка, што сугерира дека тоа е најпознатата работа. Но дали е точно дека помалку од 5% од луѓето можат да ја препознаат сопствената дланка на фотографија? Точно е, иако ја гледаме секој ден, мозокот не ги регистрира тие детали како суштински за нашиот идентитет. Ние го препознаваме нашето лице, но не и изолираните делови од телото. За да го тестираат ова, авторите направиле експеримент во хотелско лоби. Поставиле големо огледало на крајот од долг ходник. И закачиле растенија кои виселе на метар и пол од подот. Да, криејќи го лицето во одразот, но оставајќи го телото видливо. И кога гостите оделе кон огледалото, мислеле дека им се приближува друг гостин. Совршена стапица. Резултатот е смешен. 85% од мажите немале поим дека го гледаат сопственото тело. Еден дури прашал, мислите на оној дебелиот грд тип. Леле. Ако го поврземе ова со пошироката слика, таа масивна дисконекција објаснува се. Ако не го препознаваат сопственото тело, како ќе бидат свесни за микросигналите што ги спраќаат? Затоа луѓето често изгледаат одбивно на состаноци без да знаат. Точно, буквално не знаат што прави нивното тело. Но има пресврт. Жените поминале многу подобро на овој тест. 58% веднаш сватиле дека е огледало, а 30% лекле дека гостинката им изгледа познато. Жените очигледно се посвесни за своето физичко присуство. И ова не води до оној феномен женска интуиција. Дали е тоа некаква магична моќ? Па воопшто не е магија. Науката јасно го демистифицира тоа. Женската интуиција е всушност супериорна биолошка способност да се забележат противречности помеѓу зборовите и говорот на телото. Изворите споменуваат една студија од Харвард. Им пуштале на испитаниците кратки филмови без звук. И 87% од жените точно ја процениле ситуацијата меѓу актерите. А тај мажите само 42%. Да. За просечниот маж тоа било како фрлање паричка. Иако, мажите во уметнички професии или оние кои се грижат за други, имале резултати поблиски до жените. И овде има тврди докази преку МРИ скенирање, нели? Апсолутно. Кога се проценува туѓо однесување, женскиот мозок ангажира помеѓу 14 и 16 области, а машкиот мозок одвојува само 4 до 6. 14 до 16. Тоа покренува важно прашање. Зошто е тоа така? Објаснувањето лежи во еволуцијата и мајчинството. Во првите години, мајката мора целосно да се потпира на невербални канали со бебето. Ако не знае да ги прочита сигналите, детето нема да преживее. Тој еволутивен притисок ја изострил нивната способност, а има и физички разлики во видот. Да, жените физиолошки имаат поширок периферен вид, најмалку 45 степени на сите страни. Тоа им овозможувало да го наблудуваат гнездото и да забележат предатор без да ја движат главата. Додека мажите имале тунелски вид, за лов. Точно, фокусирање на далечни цели. Затоа често се шегуваат дека мажите не можат да најдат путер во фрижидерот ако не е точно пред нив. Да. Значи, кога ќе се спои тој широк вид со мозок што користи 16 области, жените можат истовремено да следат неколку теми и тонови на глас. Нешто што мажите тешко го прават. Значи, што значи сето ова? Затоа сопругот ретко може да ја излаже сопругата, додека тој зборува, таа го гледа неговото немирно стапало, крутоста во рамената. Таа може лесно да го преведе жеден преку вода, како што велат. Дефинитивно. Да сумираме. Ова истражување докажува дека сме биолошки програмирани да комуницираме преку држењето и дланките, но модерната обседнатост со зборовите не направила слепи за вистинската порака. Иако женскиот мозок ја задржал оваа супермоќ, со вежбање секој може да стане врвен читач на луѓе. Баш како Алан Пиз. Точно. Но ова остава една последна провокативна мисла.
Ако еволуцијата го направила нашето тело толку искрено, што зениците ни се шират независно од нашата волја, откривајќи ги нашите мисли, Да. дали можеби вистинскиот предизвик во иднина нема да биде како да ги прочитаме другите, туку како да се скриеме самите себе во свет каде што секое наше движење вреска јасна порака, дури и кога ние сакаме само да молчиме. Тоа е стварно длабока мисла за крај.